Изјавата на шефот на Македонската историска комисија Драги Ѓорѓиев, со која го амнестира бугарскиот фашизам, не само што представува проблем за билатералните односи со Бугарија, туку прави и обид целосно да ја менува светската историја, реагира стручната јавност. Група на експерти од правото и историјата анализираа дека амнестијата на бугарскиот фашизам која прави Ѓорѓиев е невидена небулоза. Даваат одговор на ваквите тврдења дека за време на Париската мировна конференција, која е како што велат задолжителна лекција за сите ученици, Бугарија има подпишано мировен договор со противниците на Хитлер, со кој се забранува постоењето на фашистички организации во државата. Бугарија, која во согласно со договорот за примирие презеде чекори за распуштање на сите организации од фашистички тип на бугарска територија, без разлика дали се политички, воени или паравоени, како и други организации кои вршат пропаганда непријателски настроени кон Обединетите нации, нема да дозволи во иднина постоење и активности на организации од таа природа кои имаат за цел да им ги ускратат на луѓето нивните демократски права, стои во бугарската капитулација, стои во мировниот договор кој го има подпишано Бугарија. И професорката по историја Наташа Кудлар открива шокантни детали од Парискиот мировен договор кој го подпишува Бугарија, поточно членот 2 со кој Бугарија се обврзува на почитување на сите демократски принципи, меѓу кои почитувањето на различни малцински права и правото на нивно организирање на територија под бугарска јурисдикција. Меѓу другото, како што им се определени војните репарации кои треба да ги платат војните репарации, им се дава клаузула во која е јасно кажано дека сојузниците на Хитлер, меѓу кои и Бугарија, треба да воспостават таков демократски принцип во својата држава, бидејќи со овој договор повторно им даваат право да бидат меѓународен субјект, да бидат признати држави. Ако тие тоа не го исполнуваат, тогаш им се проблематизира меѓународното признание на овие држави, вели професорката. Согласно ваквите позиции, гледано од денешен аспект, но и по подпишувањето на договорот за добрососедство, историчарите велат дека Македонија со една нотификација до Обединетите нации и Европската унија може да ги информира сите држави дека Бугарија не го почитува Парискиот мировен договор, што би било огромен скандал и потврда за историскиот ревизионализам на фашистичкото минато на Бугарија, имајќи во предвид дека истото е рано на негирање на Холокаустот, што пак е казнево со закон во некои европски држави со фашистичко и нацистичко минато. Бараа договорот со Бугарија веднаш да се раскине.